Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Крварењето во менопауза секогаш е аларм, дури кога е минимално и без болка. Зошто во перименопаузата, периодот што води кон прекин на менструацијата, менструалните крварења често стануваат обилни и продолжени. Дали станува збор за хормонски промени или понекогаш во постади настои посериозна гинеколошка состојба? Чести си крварењата меѓу две менструации, како обично изгледаат, кога се поврзани со лекови или инфекции, а во кои случаи се знак за посериозен проблем. За сето ова денеска разговараме со асистент доктор Владко Гиревски, специјалист по гинекологија и акушерство. Останете на Телма, а вклучете се со ваши прашања во текот на емисијата. За вагиналните крварења во менструалниот циклус, во денешната Телма амбуланта зборуваме со асистент доктор Владко Гиревски, специјалист по гинекологија и акушерство од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Докторе, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, поздрав до гледачите на ТВ Телма. Да, денес имаме една тема која што верувам дека ќе предизвика големо внимание, бидејќи гинеколошките крварења кај жените се чести и тие понекогаш не се дел од менструалното крварење. Јасно. Како изгледа менструалното крварење? Што е нормално, а што е одстапка? Што е проблем? Вака. Тоа е една широка тема која што ќе ја зборуваме денеска. Значи, менструалното крварење е едно нормален месечен цикличен процес кој се јавува кај жените, кој што најчесто трае од 21 до 35 дена, за зависност кај секоја жена индивидуално. И тоа е крварење кое што нормално на дневна основа, значи се губи некаде од 50 до 80 милилитри крв. Значи губи жената, односно преведено во дневни влошки, хигиенски тоа е некаде од 3 до 5 влошки. Се што е над тоа се смета, се смета како абнормално. Значи паметно понекогаш се бројат влошките. Така. Што се употребуваат во текот на денот. Најлесен начин за да се мери количеството кога зборуваме за некои абнормални крварења, секоја жена си го познава своето тело и начинот на кој што функционира самото. И обично секое крварење менструално трае некаде 5 до 7 денови, се што е абнормално, односно повеќе од тоа го сметаме како абнормално менструално крварење, или пак ако е поголемо во количина, а количината можеме да пресметаме најлесно во дневни хигиенски влошки. Секако и појава на одредени симптоми, доколку се работи за некое абнормално крварење кои што може да алармираат кај самата пациентка, како например појава на слабост или вртоглавица, која што ќе биде можеби прв знак дека нешто се случува со незиното тело, односно со незиниот месечен циклус. Така, жените во репродуктивниот период понекогаш се жалат на хроничен премор. Така. Дали тоа може да биде поврзано со обилната менструација и со намаленото железо во крвта како последица на тоа? Да, често пати обилните менструални крварења или продолжените менструални крварења, особено кај жените кои што се во перименопауза и менопауза, знаат да доведат до анемија, односно слабокрвност. И тоа е еден од најчестите проблеми со кои што се соочуваат овие пациентки. И е прв знак дека нешто се случува во телото, односно тие чувствуваат слабост, можеби понекогаш и од друга некоја природа, меѓутоа доколку се работи за перименопауза, секогаш вакво едно обилно крварење може да не биде прв знак за нешто такво. Ја споменавте перименопаузата, тоа е периодот што води кон прекин на менструалните крварења. Жените често забележуваат продолжено крварење, обилно крварење. Дали е тоа нормално? Вака, тоа е еден период транзиционен кој што доведува до периодот на менопауза, кога згаснуваат функциите на јајниците и има еден пат нагол на хормоните, и во овој период всушност кога се случува перименопаузата имаме зголемено ниво, односно количество на естроген, меѓутоа прогестеронот се намалува, а тоа е тој хормон уствари што опонира на естрогенот, односно ја стабилизира лигавицата на матката. Кога го нема во доволна количина, тоа се случува во периодот на перименопауза, кога велиме дека прават голема осцилација хормоните. Во тој случај нема кој да опонира и да го спречи тоа абнормално зголемување на дебелината на лигавицата, и заради тоа се случуваат ваквите обилни крварења или интерменструални понекогаш крварења. Всушност во овој период се случува еден процес на ановулација, односно пациентките немаат
нормална овулација не се појавува кај нив и заради тоа нема лачење всушност и на овој хормон што го спомнав претходно. Секогаш се работи за хормонски дисбаланс или во позадина може да стои некаков проблем? Не мора да значи дека секогаш е нели причината. Се првично ние ќе можеме да се поснемаме на нешто бенигно или нормално физиолошки што се појавува, меѓутоа нечесто се случува да во позадина се кријат и некои други процеси, заради што ние гинеколозите нели алармираме да не се занемарува сето тоа, да одат и пациентките често, мислам не често, туку редовно на гинеколошки контроли. Значи може како честа причина да се во позадина не само ова што спомнавме со овулацијата, може да се различни типови на полипи, може да се одредени миоми кои што се на лоша локализација и заради тоа е потребен гинеколошки преглед за да се одреди точната причина. Значи крварењето е само еден знак кој што се појавува, меѓутоа не е диагноза. Значи потребно е пациентките да се јават на лекар за да се диагностицира проблемот, да се види во што е главната причина за тоа ирегуларно крварење. Кај жените се јавуваат крварења вон менструалниот циклус понекогаш пред да започне менструалното крварење, неколку дена по завршувањето на менструацијата или пак во средината на самиот циклус. Сега, дали е нормално да се забележи кафеавкаст исцедок 10 дена после менструалниот циклус? Да, често пати се појавува. Тоа е периодот кога веќе кај различни жени нели е различно во зависност од должината на траење на менструалниот циклус, меѓутоа на половината негде од менструалниот циклус се јавува така наречено овулаторно, односно кога настанува овулацијата, може да се случи да има мало крварење, значи тоа не е некое обилно крварење, обично е темно кафеаво пробоено или некоја, ние велиме често пати сукрвица, да се појави, тоа е нормален наод, меѓутоа доколку тоа продолжи, може да биде знак за пациентките да се јават, особено ако е пропратено со нека посилна болка, затоа што често пати знае нели тоа да премине и во пообилно крварење кога настанува овулацијата, односно формирање на така наречен корпус лутеум хеморагичен, кој што може да доведе и до пообилни крварења, така што кај пациентките може да се јават и силни болки и тоа е знак прв да алармантно да се јават на гинеколог. Дали може кај некои жени овулацијско крварење да се случува редовно секој месец? Значи во средина од менструалниот циклус, помеѓу две менструални крварења? Не секогаш, меѓутоа може вака кратко трајно некоја сукрвица или розеникаво слузаво крварење, меѓутоа не секогаш и не секој циклус. Во зависност од хормоналните промени на организмот, често пати може да е некој знак. Како се може да биде крварењето помеѓу две менструални крварења? Значи, она вонредно крварење, кој што не е дел од менструалното. Да, сега зборуваме за нарушени. Предпоставувам, обично тоа се крварења кои што се, како и претходно што рековме, обично кај пациенти кои што се во перименопауза, често се јавуваат. Тие крварења може да траат 2 до 3 дена. Може да се, да речеме, не толку обилни, меѓутоа да бидат причина за нарушување на нормалниот квалитет на живот кај пациентките. Обично некогаш се резултат на така наречени полипи, кои што знаат да прокрварат, значи кои што се сместени во ендометриумот, значи ендометриални полипи или цервикални полипи, кои што нели може да се причината субмукозни миоми, кои што знаат да дадат вакви крварења и се причина за аларм, да речеме, на пациентката, нешто дека се случува во телото и треба да се јави на лекар. Дали некакви промени на грлото на матката, како што се ранички, воспаленија, можат исто така да доведат до крварења, односно до точкасти понекогаш крварења? И ова исто така може да се причини, меѓутоа нечесто се јавуваат и не се поврзани на средина од менструалниот циклус, може да се случат и веднаш после менструалниот циклус, значи од како ќе заврши, може да се пред добивање на следниот менструален циклус, значи не се поврзани со периодот од циклусот, значи тоа се најчесто преканцерозните промени, значи CIN1, CIN2, честите инфекции кои што исто така се причина да доведат до
зборуваме за полово преносливи болести и други кандидиазата, например, кои што прават оштетување на лигавицата на вагината или пак на цервиксот, односно на грлото на матката, и при контакт, односно при сексуален однос може да дојде до триење и нарушување, односно заради таа фрагилност на крвните садови, често пати може да се појави такво крварење. Значи инфекциите се во корелација со вонредните вагинални крварења кај жената. Апсолутно да. Не треба да се занемаруваат. Тоа се габичните, што веќе ги спомнавте? Дали хламидија, да речеме, може да предизвика вакво нешто? Апсолутно, да. Хламидијата е позната, нели, како сексуално пренослива болест која што може да придонесе и за појава на стерилитет кај пациентките. Исто така спомнавме, нели, за чести крварења, односно за нарушување на лигавицата на матката, и сите овие сексуално останати хламидија, микоплазма, уреаплазма се чести причинители на инфекции, нели, кај пациентките, и тие се нарушувачи на нормалната вагинална флора, а кога е нарушена вагиналната флора е често пати лесно се населуваат други односно вируси, како што е ХПВ вирусот, кој што потоа прави промена на грлото на матката и доведува до така наречените преканцерозни лезии и појава на крварење. Дали гинеколошкото крварење може биде првиот симптом за некаква инфекција? Или мора да биде пропратено со уште нешто, со уште некој симптом? Може првично да се појави сувост, односно непријатност при сексуалните односи, и истите тие заради, нели, триење, како што и претходно спомнав, сувост на лигавицата на вагината може да доведат до појава на такво крварење. Значи не мора секогаш крварењето да биде првиот знак, меѓутоа инфекциите се некоја претходница, да речеме, на сето тоа. Ги споменавте сексуалните односи, понекогаш по сексуален однос може да се јави некое благо крварење. Во кој случај се работи за нешто безопасно кога станува збор за проблем? Еве, инфекциите може да бидат причина за тоа, што друго може да доведе? Да. Дали погруп сексуален однос би можел да доведе до вагинално крварење? Не сакав да го споменам, меѓутоа да, може да е една од причините и погруп, нели, сексуален однос, меѓутоа во секој случај како и да е, не треба да се занемарува тоа поскоитално или после крварење. Треба да биде некој аларм, затоа што еден од првите тивки знаци за појава на цервикален карцином е токму, односно првично преканцерозите, па потоа и појава на цервикален карцином е појава на некое такво поскоитално крварење. Значи мора да биде причина за еден гинеколошки преглед, за да се утврди, да се направат исследувања, да се направи контрола и да се утврди точната причина зашто се јавува тоа крварење. Што не мора да значи дека и некое хормонално пореметување, меѓутоа поскоиталното обично е таков знак. А ќе биде поврзано и со болка за време на сексуалниот однос или може само крварење да се забележи? Благо. Обично пациентките не се жалат на некоја болка, меѓутоа кажуваат дека веднаш после сексуалниот однос или наредниот ден приметиле дека имаат некоја светлоцрвено или, да речеме, розеникаво крварење со крвица. Меѓутоа често пати тука може да се работи за некој цервикален полип, кој што при контакт, нели, пошто при сексуалниот однос има допир со грлото на матката, каде што е во цервикалниот канал, например, може да е бенигна причината, но во секој случај не мора да се занемари, како што кажам. До овој проблем може ли да доведе и сувоста на интимната регија, преце на вагината кај жената, која што се случува по одредена возраст? Па спомнавме, нели, и кај инфекциите, исто така се јавува, да речеме, кај кандидиазата една сувост. Ги спомнавме перименопаузата и менопаузата, кај менопаузалните жени и перименопаузалните доведува поради пат на естрогените, доаѓа до сувост на вагината, значи заради триење и таквата сувост се појавува вагиналното крварење. Што е решение во таков случај? Често пати, ако се работи, нели, кај пациентки за што се во менопауза или перименопауза, советуваме да се користат. Ако се во перименопауза, можеме и да дадеме, нели, дополнително естрогени, односно хормонска терапија, меѓутоа често пати советуваме користење на подмачкувачи, лубриканти, како да кажам. Така, исто така има и хиалуронски креми со хиалуронска киселина,
вагинален естроген, може ли сето тоа некако да се искомбинира и да доведе до подобрување и да се избегне овој проблем? Можеме да ги даваме и во тој облик во зависност од проценката, нели, на индивидуална проценка на кај секоја пациентка во која доба се наоѓа и како можеме да делуваме, да ја помогнеме во тој проблем што очигледно и го нарушува квалитетот на животот. Дали гинеколошките крварења секогаш потекнуваат од матката или може да бидат и од причината може да биде некое друго место, да речеме од вагината или пак јајниците? Најчесто причината за крварење е матката, односно лигавицата на матката. Сите тие крварења што претходно ги зборувавме и менструалното нарушување на менструалното крварење се ги лоцираме во делот на матката. Тука не треба да ги заборавиме и другите причинители, односно надвор од матката, лигавицата на вагината, значи надворешните усни и сите надворешните генитални органи, каде што исто така при спомнав погруб секс или пак сувосна вагина, кои што може да се причинители, но јас би кажал дека не треба да ги занемариме и потешките причинители на болести, тука да ги споменеме ендометриалниот и цервикалниот карцином, нели, како причина, кои што се многу важни и еден преглед нели може да биде залудно направен, односно да не откриеме никаква болест, меѓутоа ако не го направиме може да биде задоснет и да ризикуваме некој живот на пациентката, односно да не откриеме, потоа да последиците да се поголеми. Ќе проговориме како треба да изгледа гинеколошкиот преглед по вонредно гинеколошко крварење кај жената, но само да ги вклучиме и гледачите. Во овој дел на емисијата, почитувани, ќе ги отвориме телефонските линии. Емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што е поврзано на темата на која што денеска зборуваме. Предпоставувам дека ќе има интерес, бидејќи ова е исклучително чест проблем кај жените. Ние, докторе, продолжуваме понатаму да ги разгледаме и останатите причини кои што може да доведат до гинеколошко крварење. Што е со лековите? Дали одредени лекови, како што се хормонски терапии, може да доведат до некои вонредни вагинални крварења кај жената, надвор од менструалниот циклус? Да. Како и секој лек, нели, може да има позитивно дејство, меѓутоа може да има и штетно дејство спрема нашиот организам. Истото е и со хормоналната терапија, која што внимателно треба да се препишува и не треба да се зема на своја рака. Особено алармантно е долгото користење, нели, на хормонална терапија, која што може да доведе до штетни последици на организмот, па и до продолжено вакво менструално крварење, ако се претера и односно се дозира во поголема доза и подолг период, нели, лекот. Освен тоа и одредени антикоагуланси можат исто така да го потенцираат, можеби повеќе, не да бидат причината примарна за крварењето, меѓутоа може да потенцираат одредено крварење во организмот, така што треба големо внимание со тој тип на лекови и пациентите треба да се консултираат секогаш со своите лекари во врска со начинот и употребата на ваков тип на лекови, особено ако имаат вакви продолжени крварења или ваков проблем од овој тип. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сака да ве поздравам првин во емисијата вас и докторот. Благодарам. И сакам да го прашам докторот. Се работи за девојче од 23 години. Така. Од кога има добиено менструација, од тогаш секогаш после редовната менструација, после 10-тиот ден негдека има крварење и со болки во стомакот. Бевме во Скопје, се правеше киретажа. Тогаш и кажа дека од тоа крварите. Помина операцијата, после неколку месеци почна пак да крварите. И сега секој месец после менструацијата пак крвари после 10 дена тука. Значи после 10-тиот ден. А какви се тие крварења? Дали се обилни или се? Да, обилни се и имат болки, одма сеќава дека има болки во стомакот и за неколку, да речеме, полсат или 20 минути ќе прокрварите. И тоа крварење трае долго или прекинува? По неколку ден? 5-6 дена трае, да. Така. А одит на прегледи вика дека на одите се добри
Но кај незе постојано се случува тој проблем. Докторе, да немате уште некоја подпрашање или тоа е тоа? Доволно за да дадете одговор. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Дали може би ова тоа што зборувавме на почетокот на емисијата? Да, пациентка, колку што ја разбравме, нели, гледачката, 23 години. Веројатно се работи за тој период на овулација. Овулацијско крварење. Кога прскаат цистите се ослободува одредена течност во организмот и тоа е причината веројатно за болка и самото прскање на цистата. Би требало во тој момент да се направи, нели, во тој период, ако не во истиот наредниот ден, да се направи еден ултразвучен преглед. Ехо. Да, секако и да се провери нивото на хормони. Ке треба дополнителни исследувања, са не знам, кажа дека веќе направиле, па сите се уредни, можеби е најдобро да дојдат на клиника, да се доследи како, нели, како пациент, да се видат сите наоди, да се спореди, ама покажувањето според податоците кои што ги кажува пациентката, веројатно се работи за таков тип на крварење. Овулацијско. Да, и можеби нивото на прогестерон е малку понисок и можеби треба да се додаде дополнително нешто од терапија, ама не можам сега да го прецизирам, ќе мора Така ќе мора да дојде да се направат. Да се види, да се иследи. Овие прегледи што ги напоменавте, да ги вклучиме и останатите гледачи со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Би сакала да поставам едно прашање на докторот. Така? Ми правева киретажа, имав полип и од тоа е од кога ми направива киретажа, имам како бело прање и розево нешто. И дали ќе треба пак да идам да ме прават киретажа или што? Така, значи имате исцедок вагинален со Точно. бела боја и некоја розеникава со крвица, предпоставувам, така? Така. Добро. Да. Да уште некој прашање да имате, докторе? Не, тоа е. Кога се случува обично? Кога обично се случува овој кога ви се јавува овој исцедок? Дали е по А ја завршување? веќе сум во менопауза. А вие сте во да менопауза? кажам. Аха, добро. Па речи си секој дневно тоа е. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Па ќе треба да се направи исто така преглед и кај оваа пациентка, да се направат микробиолошки брисеви, да се исклучи, да речеме, постоење на одредена инфекција, да видиме, бидејќи белузлавиот секрет и такво розеникаво крварење, рековме дека можни причинители да се инфекциите. Сега направена е киретажа, меѓутоа при киретажата се гребе внатрешниот кавум или простор на матката, кај што е лигавицата. Да дојде пациентката на преглед, па да видиме зашто Да се направат, значи, микробиолошки Во тестови. менопауза во никој случај не е нормално да има абнормално крварење, било какво крварење. Токму за сето ова ќе зборуваме по прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Сакам да поставам едно прашање во врска со ќерка ми. Така? Таа има 33 години и редовно кога има циклус крвари многу. Кога прави крвна слика железото е многу ниско. Плюс тоа сакам да кажам дека има и полицистични јајници. Дали има тоа нешто врска со ова или некој совет? Така, Редовно оди на контрола кај гинеколог. Така, редовно прави гинеколошки проблеми, но има Дали има само полицистични јајници или има и полицистичен синдром? Дали тоа знаете? Не сум сигурна тоа. Не знам. Мислам само полицистични јајници. Добре. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Да. Пак ќе кажам, треба да се види, јас сега не ги познавам сите, мислам. Така неопходен е гинеколошки преглед, но неколку насоки еве, што би можело да се направи. Што кажавме, значи неопходен ултразвучен преглед, секако да се види структурата на матката. Сега можеби да се работи за оздоредено постоење на миоми, можеби аденомиозна структура на целата матка, можеби не може убаво да се контрахира во периодот на циклус, односно затоа што во периодот на менструалниот циклус се одлепува лигавицата на матката, меѓутоа крварат крвните садови кои што, нели, ако нема доволна контрактилност на матката, на мускулниот слој, тогаш не може да се затворат, веројатно можеби заради тоа се продолжени крварењата, меѓутоа не се исклучува и хормонален дисбаланс, односно можеби треба мултидисциплинарен пристап и да се види од страна на ендокринолог зашто точно се работи, дали е навистина ПЦО синдром, дали е нешто друго во прашање, можеби субклинички. Сеопфатен, значи преглед е потребен. А што е со жените кои што имаат хормонски предизвикано продолжено крварење за време на менструацијата и тоа е обилно и сето тоа доведува до анемија, до премор? Има ли решение таквиот проблем?
Зависи во Бидејќи која... некои живеат со Да. години на таков начин. И сметаат дека е нормална таа менструација. Не е нормално да се крвари абнормално, нели? И треба да се преземе нешто. Секогаш има некаква причина зошто е тоа крварење и треба да побараат помош. Така. Ниту па годините на жената не значи дека е тоа нормално да крвари затоа што е во поодмината возраст. Секогаш нешто има некаква причина за сето тоа. Како да кажам, мислам во зависност од репродуктивното доба, нели, тука треба да го бараме проблемот Така. за самото крварење. А кога станува збор за крварење во менструалниот циклус, како да се препознае кај некои жени се јавува крварење за време на мокрење? Како се препознае дали е тоа гинеколошко крварење или пак потекнува од бубризите или е поврзано со мочниот меур? Да, често пати се случува, сме имале исто така, нели, пациентки кои што доаѓаат и кажуваат дека имаат некакво крварење и го често пати го мешаат, нели, Не може да го лоцираат проблемот. Да го лоцираат Каде? проблемот. Обично се работи за повозрастни пациентки, нели, кои што најчесто секоја пациентка прво доаѓа на гинеколог, па после тоа го бара проблемот во уролог, да речеме. Секако со направен гинеколошки преглед, значи првично ние исклучуваме со преглед по спекулум, бимануелен преглед и ултразвучен преглед, правиме комплетно преглед кај пациентката и воочуваме дали има некакво, односно го исклучуваме можното вагинално крварење или крварење од матката по потекло. И во тој случај правиме дополнително, нели, ако е потребно лабораторија и опатуваме пациентката на уролошки дополнителен преглед. Дали гинеколошко крварење може да предизвика голем стрес? Да, често пати и обратно, не само да предизвика стрес, туку често пати и стресот знае да предизвика пореметување на хормоните, па да нели да има еден хормонален дисбаланс и да настане такво продолжено крварење, меѓутоа и долгото крварење и нерешениот проблем кај пациентките кој што се провлекува низ годините може да е причина за голем стрес, кој што нели пациентките го често пати го кажуваат како проблем во вршењето на секојдневните нели своји Може ли стресен настан во животот да доведе до крварење? Не секогаш, меѓутоа може да го потенцира, како што кажав, нели, ќе ја наруши таа оска која што нормално постои хормонална и може да биде причина за едно вагинално крварење кое што не може да не е секогаш толку обилно, меѓутоа да речеме едно интерменструално крварење помеѓу два циклуси. Една случка во животот може да направи такво нешто. А што е со наглото губење на телесната тежина или пак наглото поправање? Ќе доведе ли тоа до некакви нерегуларности во крварењата? И едното и другото се може да доведат, не секогаш, меѓутоа доведуваат до абнормално крварење. И двете состојби значи се заради пореметување на хормоните најчесто. Да речеме кај обезноста имаме поголема количина на создавање на естрогени во масното ткиво и пациентките обично знаат да прокрварат, да направат така наречена хиперплазија, односно задебелување на лигавицата на матката, која што е преканцерозна состојба и може да доведе до рак на ендометриумот, односно ендометриален карцином. Додека пак другата состојба, нели слабењето, исто така може да доведе до хормонално пореметување кај пациентките и исто така да предизвика некое абнормално крварење, односно да има изостанок некогаш и на циклусот, не само крварење, значи во зависност од тоа што ќе се изремети од таа оска, ќе оди во тој правец, нели, пореметувањето. А што е со нарушувањата на тироидната жлезда? Дали и тие би довеле до некакви вагинални крварења? Апсолутно. И тие се причина, значи како дел од нели тироидните хормони кои што регулираат на некој начин се врзани со менструалниот циклус, тие ако се нарушени во секој случај може да доведат до појава на нерегуларни менструални крварења, дури и до понекогаш, нели, затоа ние соработуваме со ендокринолозите и често пати кога ја бараме причината за крварење или проблемот каде која ќе ги исклучиме останатите други нели причинители, правиме еден хормонален поширок хормонален статус и се консултираме со ендокринолог во врска со нарушувањата кои што може да се на тироидејата.
Имат ли вакви проблеми жените кои што се диабетичари? Апсолутно да, обично во нашата држава и пошироко, нели, обезитетот е голем проблем, а знаеме дека обично тој доведува најчесто и до, како што спомнав и претходно, до нарушување на менструалниот циклус и појава најчесто диабетичарите се малку и по, нели, обезни и кај нив исто така може да се јават вакви нарушувања, така што тие спаѓаат во една ризична група на пациентки. Влие врз крварењето, инсулинската резистенција. Апсолутно да. Да, треба да се изрегулира и треба да се следи, затоа што секое пореметување, нели, допринесува за нарушување и на менструалниот циклус. Споменавте дека за време на менопаузата е опасно да се, ако се јави крварење. Дали дури доколку е точкасто, минимално и безболно може да представува симптом за сериозна болест? Да, затоа што во менопаузата, значи, на некој начин, како што кажав и на почетокот, згаснуваат функциите на јајниците, односно немаме појава на менструално крварење и секое било какво, дури најмало крварење треба да се смета за некој аларм на организмот, односно да се направи гинеколошки преглед, да се исклучи првично, може би да се работи, нели, првично за некои најчести бенигни, како што ги спомнавме, нели, сувост на вагината, може би од најпрости бенигни причини, различни полипи, инфекција или било што друго. Меѓутоа, како поголем ризик се појават причинителите за крварењето се ендометриалниот карцином и цервикалниот карцином, кои што се на некој начин тивки во позадина. Не можеме да направиме скрининг ние за ендометриалниот карцином, за разлика од ПАП тестот кој што ни користи како една скрининг алатка кај цервикалниот карцином, но во секој случај и двете се некој аларм, односно крварењето во менопауза ни е аларм за еден гинеколошки преглед. Значи, доколку се јави крварење години по прекинот на менструалното крварење, жените треба веднаш да се јават на гинеколошки преглед. Сега гинеколошкиот преглед, што се вклучува? Како изгледа гинеколошки преглед кај жена која што се јавува на лекар бидејќи се јавило некое вагинално крварење? Така. Првично правиме инспекција, значи на надворешните генитални органи, значи да видиме дали надворешно има некакви екскоријации или сега ако зборувавме претходно, нели, за погруб сексуален однос или било што, се зависи, нели, во која репродуктивно доба е пациентката. А потоа правиме преглед со спекулум, значи ја гледаме лигавицата на вагината, правиме инспекција на целиот тој дел, гледаме видливи појава, нели, на секрети, дополнително, нели, ако има крварење или пак да исклучиме нека туморозна формација која што може би се наоѓа во вагината па е причинител за некое крварење. Потоа го гледаме грлото на матката и секако при тој преглед земаме најчесто, ако не е претходно земен ПАП тест, кој што ни е еден водич за грлото на матката и неговата добросостојба, и потоа преминуваме на ултразвучен преглед, кој што ни дава една појасна слика за матката, лигавицата, дебелината, присуството на течност во малата карлица и така. Може ли при тој преглед, доколку жената е во репродуктивниот период, да утврдите понекогаш и бременост? Доколку жената се јавила за крварење кој што е во менструалниот циклус. Бидејќи се јавува едно крварење наречено имплантациско. Апсолутно. Често пати сме имале, нели, случаи кога пациентките доаѓаат со некакво крварење и не знаат што е причинителот. Може би во најмал процент се сомневаат на некаква бременост, даваат може би податок дека не се сомневаат на такво нешто, меѓутоа се случува да на крајот заклучиме дека баш напротив се работи за нешто такво. Може би била сакана или несакана бременост, меѓутоа ултразвучно и да е рана бременост, некогаш имаме малку по-големо задебелување на лигавицата на матката и тука веќе се сомневаме на нешто такво, или може да видиме ако е добро оформена, да речеме над 5-6 недела веќе добро оформен гестацијски сакус или ембрион внатре присутен, така што доколку немаме нешто такво, ние во секој случај кај жените во репродуктивно доба секогаш мораме да исклучиме бременост, без разлика дали е интраутерино, односно во матката, или е надвор, вон матерична бременост, секогаш правиме хормон за бременост, односно бета-ХЦГ.
Значи и вон материчната бременост исто може да даде Да. крварење? Апсолутно. Може да се Тоа да биде јават првиот знак. мали крварења кои што Точкасто така? точкасти минимално? крварења кои што започнуваат така, меѓутоа може во подоснежниот период да се зголемуваат и да се јави силна болка која што ќе ни биде некој знак дека нешто Не се е во ред. случува во организмот, особено ако е еднострана лоцирана болката посомнителна за такво нешто. Така, преминост обично се поистоветува со отсуство на менструално крварење, односно отсуство на вагинално крварење, но ете има тука имплантацијско крварење кај некои жени. Да. Како изгледа тоа? Тоа е кратко крварење, Добре. значи трае ден-два, обично е светло-розеникаво, може би црвенкасто, за разлика од спонтаниот абортус или да речеме ектопичната бременост, нема толку обилно крварење, нема присуство на болки и е не го сметаме за нешто сериозно, обично правиме преглед и му објаснуваме на пациентките дека тоа е нормално, дека се работи за таков тип на имплантационо крварење кое што е всушност вгнездувањето во ендометриумот каде што треба да продолжи бременоста на јајцеклетката. А може ли кај трудницата, кај бремената жена да се јави, да се повторуваат ваков тип на благи крварења во првото тромесечие и при тоа да не постои никаков проблем? Да, речиси 20% од бременостите се кај 20% од бременостите се појавува ваков тип на крварење и обично не се работи за заканувачки, нели абортус, може да дојде во значи може да се работи за некој тип на субамниален или субхориален хематом кој што е нормално да се појави некај неодреден нели дел од бременостите и кој што може нормално да продолжи бременоста после извесен период со одреден третман или мирување и често пати предизвикува аларм кај пациентите да дојдат на лекар, да се јават, да испаничат, да мислат дека нешто се случува, дека настанал некој проблем кај нивната бременост, всушност да биде се во ред. Сега темата бременост и крварење ќе оставиме на страна, бидејќи таа е навистина широка, немаме време да опатиме, ќе се вратиме на она што говоревме претходно. Дали секое крварење во менструалниот циклус бара терапија? Не секое крварење. Или пак за време на менопаузата, доколку се јави. А не е поврзано со некоја малигна болест. Зборуваме за безопасни ситуации. Вака се може да ги поделиме работите. Значи, ако се јави во менопауза е алармантно и треба да се направи исследување, затоа што е абнормално и во менопауза не можеме да даваме хормонална терапија и третманот ќе биде дополнително исследување, односно киретажа, за да се додиагностицира состојбата. Значи, од кога ќе се направи киретажа, се носи тој материјал на земаме материјал од хистолошка анализа, ткивна апсолутно, анализа. да, и ни потврдуваат дали е бенигно заболувањето или се работи за нешто малигно, па понатака според тоа се менаџира и третманот кај пациентките. Доколку е пациентката во перименопауза, можеме да направиме да дадеме третман, односно хормонално, да се обидеме нели да го сопреме, во предвид некогаш доаѓа и поставување на спирала, односно интраутерна направа која што испушта нели мало дозажно ниво на хормони, а додека првата категорија нели рековте дали да се третира одредена категорија на пациентки, може само да се следат. Значи не мора секогаш да брзаме со начинот на третманот, како ќе ги направиме сите исследувања, тогаш правиме проценка врз основа на се дали е потребно да третираме или можеме да ги следиме пациентите, да речеме 3 до 4 месеци да видиме како во иднина би се одвил тој менструален циклус, дали ќе продолжат тие регуларни крварења или ако ја лоцираме причината, например ако е некој субмукозен миом, како што споменав, тогаш можеме оперативно да го решаваме или да дадеме или хормонална терапија како што споменав. Значи нередовните крварења се третираат различно во зависност од возраста. Од добата на пациентката. После 40-та година се е поинаку. Се е поинаку. Во третманот. Така. Која возраст на жени најчесто доаѓаат со ваков проблем? Мислите за ирегуларните крварења? За ирегуларните, да, за ирегуларните. Па најчесто се перименопаузалните пациентки и менопаузалните, затоа што таа група на пациентки уште од старт нели ги спомнавме како најчесто кај нив се појавува таков тип на крварења и тие пациентки кои што
веќе нешто им се случува во организмот и не се само можеби првите знаци, да речеме менструалните крварења, ирегуларните менструални крварења, тие доаѓаат веќе со оние сите знаци за перименопауза, малку се понервозни, препотувања, топлина, жештина, нарушен сон. Така, и сако ќе се појави тоа крварење, веќе има аларм дека треба да дојдат и дека нешто, нели, се случува во организмот, па дополнително ќе ги споменат сите овие други. Целата друга симптоматологија која што исто така, нели, хормонално поврзана, така што е многу јасно. Другите пациентки кои што се во репродуктивен период доаѓаат со други проблеми, да речеме поскоитални крварења можеби, почесто во менопауза може да се јават само, нели рековме, пациентки кои што кај нашата популација генерално не оди на редовни гинеколошки прегледи и обично кога им се појави вака крварење тогаш. Само кога има некаков проблем, сакате да кажете? Генерално да. Мислам, има многу пациентки кои што доаѓаат и кажуваат дека откако се породиле веќе не биле на гинеколошки преглед. Така Ниту еднаш? Па да, има доста такви пациентки, затоа и ние организиравме во минатиот период и одредени кампањи за да може да го опфатиме поголем дел од популацијата, да кренете свесноста, така? Да, апсолутно. Да. За потребата од редовни гинеколошки прегледи. Ќе се задржам уште малку на периодот на перименопауза, кога се дава хормонска терапија, кога се препорачува киретаж. Дали секоја жена во перименопауза може да биде ставена на хормонска терапија? Бидејќи некој вела дека и хормонската терапија не може добро да ја толерираат. Да. Други пак се многу задоволни, вела дека се повлекле сите симптоми на перименопаузата. Што ги направивте пред малку? Топли бранови, насоници, нервоза и слично. Пак е индивидуална проценката. Се треба да исклучиме, ако одлучиме на чекор да дадеме хормонална терапија, треба да исклучиме и одредени несакани влијанија, односно ризици кои што ги има пациентката. Да речеме, ако има варикозитет, ние не смееме да даваме хормон. Проширени одредена, да. Ако има таков проблем пациентката, со доза на предпазливост треба да се внимава, да се процени убаво. Убаво е да направиме, како што кажав претходно, хормонален статус, да видиме зашто точно се работи, дали е навистина тоа. Откако ќе ги исклучиме сите можни, нели, проблеми за крварењето, дури тогаш може да одлучиме дали ќе дадеме хормонална терапија, дали ќе поставиме спирала, дали на друг начин ќе го третираме проблемот или ќе го следиме во наредните месеци. Како реагираат жените кои им се спомене хормонска терапија? Па има доста прашања. Генерално тие се заинтересирани, нели, да им се реши проблемот и дали тоа ќе им го реши за брзо време проблемот и дали ќе морат долго време да пијат одредената терапија. Обично кога се враќаат на контрола се задоволни. Голем дел од пациентките, например, ако добро влијаела терапијата, на одреден дел од пациентките кои што, нели, ги имале сите овие симптоми, имале и одредено подобрување. Меѓутоа, кај оние кои што имаме ограничување и кај што не можеме да дадеме терапија, сепак со малце доза на предпазливост и со повеќе следење, можеби ги повикуваме на уште еден преглед или пробуваме со некои одредени растителни, да речеме, фитоестрогени или некој таков тип на препарати. Фитоестрогените може да влијат за симптомите на перименопауза, но дали земениот фитоестроген може да доведе до некакво ирегуларно крварење, гинеколошко? Или нема таква опасност? Па не знам, сега тоа сепак е растителен препарат. Како што кажавме претходно, се што ќе се претера можеби ќе доведе до одредени симптоми. Таков тип на пациентки до сега не сум имал, например, да дојдат и да се пожалат дека им се појавило по обилно крварење откако го користеле препаратот. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. И благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешното издание. Се гледаме секој работен ден на Телма. Ви посакувам пријатен ден.